Теандова ќе го прочита текстот обраќање соопштение до јавноста. Повели Наде. Почитувани македонци, ослободувач и спасител на Македонија е само и само македонскиот народ. Освестениот македонски народ, секој поединец посебно, а потоа и силно обединет во светата цел, за ослободување и спас на Македонија и македонците од оваа нелегална антимакедонска власт, под заштита, благослов и лична заложба на нашиот македонски духовен татко и татко на нацијата господин Агат Ангел, а преку ревностна заложба на своите честни народни делегати, во аргументирано докажување на вистината за неправдите кон македонскиот народ и држава, со поднесување барања, тужби, петиции пред сите релевантни меѓународни институции и авторитети, е тој суверенот на оваа земја и се што е поврзано со неа. Својата праведна борба македонскиот народ ја води со вклучување и учество на сите демократски сили и субјекти во тој процес. Легитимен демократски, ненасилен, миролюбив начин, методи и инструменти. Во овие рамки и врз основа на овие заложби се организира вториот конгрес на македонскиот народ, на кој треба да се донесат важни одлуки за понатамошно действување на народните делегати, за ослободување на македонците и Македонија, како и да се постави легитимно барање за преки на спроведување на сите геноцидни политики во однос на македонскиот народ, со прогласување од страна на Конгресот на македонскиот народ за ништовни на сите одлуки, меѓународни договори и ратификации на документи на оваа нелегална власт, преку действување на нелегалното собрание и влада на така наречената Северна. Посебно што се однесува до ништовноста на билатералните договори склучени од оваа нелегална влада на Северна, а имајќи предвид дека е погрешно, несоодветно да се бара поништување надвор од предвидениот начин со Виенската конвенција за договорно право 1969 година, или раскинување на нешто што де јуре и де факто е ништовно. Според истата конвенција, на што укажуваат и упатуваат експерти уставно право, меѓу кои е и професорката Тања Каракамишева Јовановска. Имено, според член 53 од Виенската конвенција за договорно право, ништовни се сите договори што се во спротивно со императивните норми на општото меѓународно право. Jus cogens, ништовен е секој договор кој во моментот на неговото склучување во спротивно со овие норми. И дека во тој случај членките се должни да ги отклонат последиците на секој акт, извршен врз основа на секоја одредба, која е во судир со императивна норма на меѓународно право и своите меѓусобни односи да ги ускладат со таа норма. Член 71 од Виенската конвенција. Исто така, имајќи предвид дека е ништовен секој договор кој е склучен со принуда на државата, со употреба на сила или со закана за употреба на сила, со кршење на принципите на меѓународното право, кои се содржани во повелбите на Обединетите нации. Член 52 од Виенската конвенција. Дека договорот, чија ништовност е утврдена врз основа на оваа конвенција, е неважечки. Одредбите на неважечки договор немаат правно дејство. Член 69 од Виенската конвенција. Тоа е процесот кој македонскиот народ ќе го започне преку народните делегати на вториот конгрес на македонскиот народ. На вториот конгрес македонскиот народ исто така треба да заземе став
во однос на најавуваните така наречени предвремени парламентарни избори во Северна, во насока дека истите како производ на нелегалната власт треба да не се одржат, што би значело не за излегување и учество во такви избори, не за нивно бойкотирање, туку залагање за нивно неодржување. Во овој контекст и за таа цел, ако Бог даде, ослободувањето да го направиме во духот на универзалниот принцип на тројството на започнатиот од народот првиот круг на македонското обединување пред собрание на Република Македонија на 8 септември 2017 година, нека продолжи на вториот круг на македонското обединување на вториот конгрес на македонскиот народ во Неготино, Манастир Свети Ѓорѓи, 23-24 ноември 2019. И трето, ослободувањето нека биде со заокружување на третиот круг на македонското обединување околу собранието. Кога ќе биде времето да се свикаат народните делегати на јавна расправа, дебата и широк народен форум во Народниот дом на македонскиот народ и суверените, Собранието на Република Македонија, со вклучување и учество на сите демократски сили и субјекти во тој процес. Зошто токму во Собранието? Зашто тоа е местото на злосторството и геноцидот врз македонскиот народ и разградувањето и уништувањето на автономска и антифашистичка Република Македонија. Па затоа таму и ќе биде местото на ослободувањето. И тоа пред очите на целата светска јавност и под мониторинг на меѓународните сили и наблюдувачи на Обединетите нации и на државите, каде ќе продолжи да тече процесот на пронаѓање на нов, одржлив начин и приод на основа на сите меѓународни норми, декларации, цивилизацијски вредности, природни законитости и слично, за валидно општо прифатливо решение за решавање, а не за создавање нови регионални и меѓународни проблеми. Токму за тоа, ние, суверените, ќе се избориме во Собранието на Република Македонија, преку народните делегати, произлезени од народниот отпор, кои достоинствено и врз основа на сите важечки меѓународни принципи, права и стандарди за човекови права, ќе ги отворат прашањата околу досегашните непринципиелни третирања и така наречени решавање на македонските прашања, поврзани со македонскиот народ и држава, за одземените за гарантирани права, правото на самоопределување, суверенитетот и непочитувањето на народната волја, јасно изразена на референдумот од 8 септември 1991 година, потврдена преку неуспешниот референдум од 30 септември 2018 година. Во интерес на праведно решение на македонското прашање и траен мир на македонската земја, територија, држава, регионот и светот, ќе биде предложен соодветен концепт кој може да се развива и да биде нов цивилизацијски одржлив приод и начин за третирање на регионални и глобални прашања. Кој, ако не македонците? Кога, ако не сега? Кога на Македонија и е најтешко. Од македонскиот народ, суверените на Република Македонија. Благодарам, почитувам.